Почитувани колеги, го знаете големото историско значење во негативна смисла на зборот, на она што се случи пред година дена. Се разбира дека несогласувањето на практично секој припадник на македонскиот народ кон тој жесток обид и за жал во голема мерка успешен, барем во таа формална смисла, за поништување на историскиот и национален и државен и секаков вид на идентитет кој што е поврзан со македонското, предизвика големи и травматични последици кои што се чувствуваат до ден денеска, несомнено, барем секој оној самоосвестен македонец кој што го разбира големото негативно значење на она што ми се случи со промената на името и идентитетот. И тоа во исто време, паралелно со тој, според мене, многу тажен, грд и депримирачки факт дека успеа во намерата да не анихилираат, да не уништат како историски национален и државен идентитет на македонскиот народ, се раѓа, што е сосема природно и сосема во оваа смисла оптимистично, еден голем колективен отпор кон сиот тој процес, кој што се разбира отворен и се уште трае и ќе трае се дека не го прекинеме, а да се надеваме дека тоа ќе се случи час поскоро, затоа што практично со секој ден, со секој месец, секоја година се ништи секој аспект од она што се нарекува македонски идентитет. И во таа смисла тој отпор кој што главенски атавистички отпор кој што се јавува кон промената на името и на идентитетот треба да се артикулира, да се изрази, да се манифестира, да се постави на некое во оваа смисла повеќе интелектуално или повеќе стручно, како да кажам, ниво, и во таа смисла тоа е сега во преверен аспект нашата улога денес сега и овде во име на хаузата Македонија и македонскиот народ. Во таа смисла ви благодарам што дојдовте и предлагам секој од нас по 10 минути да го каже своето мислење, кое што ќе биде, се разбира, забележано и ќе представува основа за понатамошно формирање на она што се нарекува една конзистентна национална македонска програма, која што во себе ќе има како приоритетна цел токму поништувањето на договорот од Ивици, односно Преспанскиот договор. Затоа јас, бидејќи имам една дама во нашето друштво, јас прв збор ќе дадам на господијата Елизабета Чигаровска-Матеска, како да кажам, граѓански активист, од која што, доколку ми е дозволено да кажам, јас бев фасциниран од незините говори кои што секојдневно практично ги изразуваше на улиците на Скопје во име на протест договорот од Ивици, односно Преспанскиот договор. Повелете, господи Елизабета. Благодарам, чест ми е што ме повикате на оваква отворена трибина. Не очекував дека прва ќе говорам, мислев дека ќе се надоврзам на некои други, затоа што моето говорење можеби нема да биде толку на што понатаму, иако тоа е најбитно во овој момент. Пред се, значи, ќе го искажам моето задоволство што еве помина една година и неуспешноста, односно успешноста на референдумот ја покажавме ние македонскиот народ, значи како една светла точка во една светлина во цела оваа темнина врз македонскиот народ, која што еве можам да слободно да кажам дека се одбива повеќе од 2 милениуми, посебно овие 100-150 години, посебно од 90-та година наваму, кога јас сериозно се замислив зошто нас ни дозволија нели во наводници да имаме собствена држава на нас македонците, кои што така решително не поделија. И сега, значи, одговорите си доаѓа. Велам светлина во таа темнина и ќе се надоврзам на вечната борба помеѓу доброто и злото, кое што ете константно се случува во светот долго историски. И тука би го нашла решението, може би и одговорот кај мислителот Кристијан, мислам, Розенкројц, кој што вели, го има исто така и кај Орхан Памов, кој што велат дека
борбата помеѓу доброто и злото, темнината и светлината вечно владее, но мора да дојде момент кога доброто мора да надвладе и тие наоѓаат тука, значи предноси решенија ни нудат. Меѓу поедното е да добрите влезат во таборот на лошите, па така да ги придобијат лошите, да ги преобратат. Но прашањето се поставува како една светлина, една светилка би влегла во темнината и нема да остане евидентирана, непрепознаена. Затоа би рекла дека овој референдум, значи нашиот бойкот на референдумот е една голема светлина во цела оваа темнина што се случува околу нас и е забележана од светската јавност, беше прикажана на сите светски медиуми и представува една голема основа база за понатамошната борба која што не очекува, нели, и е еднаква можеби на тој референдум што се случи, нели, кога ние изгласавме, нели, едногласно за самостојноста на Македонија. И воедно да кажам дека овие три прашања на кои народот кажа не, нели, не на Преспанскиот, не на ЕУ, не за НАТО, е повеќе кратен, пред се кажа не на Обединетите нации, затоа што тие Македонија ја ставија во една небезбедностна зона, како проблематична зона, сосема неоправдано, значи, се постави Македонија и целта беше таа, нели, ја гледаме сега репрекусиите, дојдоа сега, зашто сето тоа се случи, и тоа е одговор на моето прашање, зашто јас си го поставив 90 година, што е тоа што нас ни дозволува да имаме таковина, значи тоа беше начинот и целта на со кој што тие сака, значи, решија до крај да го решат, по наводници, македонското прашање, односно да не избришат. И не случајно, сега малку езотерично, малку и тоа не ме поттикна, езотерично малку како што работите се подредуваат во Вселената, онака по тој редослед, по тие законитости кои што владеа таму, не случајно се погоди баш денот на овој наш голем христијански празник Вера, надеж и љубов, и македонскиот народ на 30 септември 2018 година покажа дека има голема вера, која што е носи во себе, дека има надеж во иднината, дека има огромна љубов, родолюбие кон татковината и ја покажа светата мудрост дека ние сме мудри луѓе, мудер народ, доблесен, домаќински народ, кој што не дозволи да потпадне на сета таа пропаганда, кога дојде цела светска монумента тука, монумента ќе речам, ќе си дозволам од светските заговорници да на еден лицемерен, подол начин, со подавање на едно лажиче сладко, после кое би пиеле вековно, доживотно, нели, горка вода, ни го избриша и идентитетот, и ја грабна историјата и така натаму. Значи, тој ден, поентата ми е да кажам дека народот даде одговор на сите до тогашни неправди кои се историја врз македонскиот народ. И посебно сакам да потенцирам дека баш успешниот референдум од страна на македонскиот народ, бойкотот, треба да биде иницијација како понатаму да продолжи македонскиот народ, значи со одважност, решителност, самоорганизираност, неподклепнување на барем на досегашните политички партии, кои гледаме до каде не доведоа овие 30 на години. И многу е битно обраќањето кон секој поединец да носи своја индивидуална размисла
што понатаму и како понатаму, значи самосвесноста и активноста, постојаната активност на секој поединец, размислувањето што е добро тоа за Македонија, мислам дека ќе вроди плод и дека само на тој начин, со работа со населението и негово само освестување дека му е избришен идентитетот, му е одземено правото на самоопределување, за македонскиот народ извршен етнички геноцид и на нас кои се трудиме сето ова да го кажеме, наша задача е понатаму да се бориме за спроведување на фактички на овие одлуки што се случија на 30 година. Ви благодарам, госпожа Елизабета. Предлагам наследниот говорник, односно оној кој што ќе го каже своето мислење, да биде колегата Оливер Андонов. Благодарам. Благодарам, Тони. Благодарам на поканата. И веднаш на почетокот да кажам дека ќе се извинам, јас воеден имам една обврска друга, морам да стигнам на доктората, кога се чухме во Загреб, сето говорихме, немав информација како ќе биде со другите обврски, но не сакав да не те испочитувам да дојдам. Иако гледам дека доста професори сме тука присутни, ова можеше да биде еден добар отклик на научен собир на тема референдум и што понатаму со Македонија, бидејќи измената на самото општествено уредување на Македонија, поради промените на уставот кои се случија, односно определбите во уставот кои ја редефинираат државата, бараат еден научен пристап, можеби не од аспект на историскиот ретроспектива наназад да гледаме, туку да видиме што ние сега можеме понатаму да направиме. Кога дојдев тука, го затегнав колегата Бачев во моментот на давање на изјава како анти-НАТО, анти-ЕУ пристап, гледам и колешкава нешто слично кажа, јас имам сосема спротивен став. Македонија имаше определени стратешки определби да биде членка на НАТО и на Европската унија и сакале или не сакале во овој момент, кога зборам сакале или не сакале, зборам од начинот на кој станавме членка на НАТО, ние сме сега веќе членка на НАТО. Де факто недостасува неколку месеци во процедурата да биде сме членка на НАТО. И колку што јас се сеќавам, тоа беше една генерална политика на сите политички партии во толку временски период. Истото тоа се однесува и на Европската унија. Начинот на кој ние станавме членка на НАТО е нешто сосема друго. Поведени од искуството за геополитичките норми, за однесувањето во меѓународната заедница, кај што не постои меѓународно право, туку тоа е право на домицилните држави и, да го вулгаризирам, правото на сила во меѓународните односи, ние како држава очигледно немаме многу избор како мала држава како можеме да се спротивставиме, а да преживееме во тој контекст. Затоа што основата на обстанокот на државата е обстанок на биолошката маса на население, односно на народот, односно на нацијата. Тоа бара од нас промена на дискурсот и на тоа што на нашето гледиште и на тоа што ќе го направиме во иднина и како политички структури, тие кои се во политиката, но и како академска научна фела, која ќе треба да даде потик како сето тоа треба да биде организирано, обмислено, концизно објаснето, допрено до народот, за да свати која би била крајната цел. Понекогаш имам чувство како да се плашиме тоа да го кажеме на народот и ние од академската заедница, но уште повеќе се плашат политичките партии, бидејќи сметаат дека политички лидерства може да изгубат кај некоја целна група или да не бидат доследни на некој свој определен. Секако, како демократско право, го прифаќам правото на секого да биде против нешто или за нешто, и тука нема никаква дилема. Дури и ги сметам овие дебати, вака, кај што може да имаме и спротивни ставови по некој прашање, за многу полезни. Затоа ќе се вратам на времето нешто пред една година, кога
наместо да направиме една ваква национална дебата за тоа кои чекори ни остануваат по чекорот на лицето кое се представува како премиер на оваа држава, по неговото склучување на Преспанскиот договор, а претходно и на договорот за добрососедство со Бугарија, за кој сите бевме свесни што ќе ни се случува. Посебно во академската јавност, тој кој не беше свесен, значи не знам што бара во академската јавност, меѓународните релации, така е. Наместо да се тогаш што береме да донесеме одлука вака и вака ќе делуваме, ние имавме едни дисонантни тонови во политичката структура, каде што политичките партии гледаа како да се провнат низ оваа приказна и таа горка кнедла да ја голтнат. Па немавме чист став дали одиме на бојкот или одиме на референдум. И јас сега, можеби навистина пост-фестум година дена подоцна, ќе го кажам моето размислување, кое од оваа гледна точка ми се чини дека можеше и да испадне добра работа, а тоа беше да бевме малку по-обединети и сложни, да се организираме да одиме на референдум и да бараме поддршка за реална реализација на тој референдум од тие кои всушност ги го спакуваа референдумот. Што мислам по тоа? Прво мислам дека треба да бидат одвоени тие двете прашања. Дали сте за прифаќање на Преспанскиот договор и членство во НАТО и ЕУ. Тоа требаше да бидат две одделни прашања, можеше на ист референдум, технички може да се изведе тоа, да се гласа на ист референдум со две прашања. Па да го оцениме Преспанскиот договор, од кој најмногу сме засегнати, и да го оцениме нашиот општествен, социјален, политички, личен став за тоа дали треба да сме членка на НАТО и на Европска унија. Во една таква состојба, ако успеевме да се избориме прво за тој факт, така да се оди за тој модел на референдум, можевме слободно да одиме на кампања против, што можеше да даде и соодветни резултати. Зошто го зборувам тоа? Затоа што сите работи пред воопшто и да се потпише Преспанскиот договор, а посебно како се потпише и почна да се зборува за референдум, покажуваа дека тогашното и сегашното парламентарно мнозинство има намера да го спроведе Преспанскиот договор во делот за промена на името и не само формалната промена на името, туку со сите уставни промени и се тоа на што би се случи. И веројатно амбасадорот тука ќе се надоврзе можеби на тоа во еден сегмент. Во самиот договор во Преспа се потпиша дека референдум може да има, ама не е задолжителен. Што по автоматизам некој многу добро го беше смислил и му беше дал алиби на Заев, кој што ќе каже па референдумот не е задолжителен. И тој тоа со полна сила го искористи. И сега се наоѓам себе си, меѓу другото, лично завиновен за целата таа состојба, зашто може би требаше гласно да прозбориме тогаш, не само во некои други кругови кои што се обидувавме да разговараме, абе што правиме, став, кој, како, што ќе правиме, за да на крај не понесе приказната на бојкотирам, па нешто и не заслужува одговор. Факт, ноторен факт и вистина е дека такво прашање во кое треба сам да си потпишеш промена на име, не заслужува одговор никаков. Значи, тоа е будалаштина. Но кога си доведен пред една таква состојба, да треба таква будалаштина, дали да правдаш или да одговориш на неја, а гледаш дека имаш работа со некој скилет, можеби добро ќе беше да излезевме тогаш на референдумот, да гласавме против и да победевме. Мислам дека можевме да собереме сила, бидејќи толку им беше силата, се виде. И покрај бојкотот, и покрај насилното излегување, и покрај полнењето на кутии кое го имаше, бидејќи немаше контрола себе. А ако одевме на варијантата да излеземе на референдум, ќе можевме како граѓанска иницијатива, како асоциација на повеќе политички структури, како академска заедница, да го поставиме контрола на избирачките места. Не сакам да бидам скептик, но секогаш има начин. И сега, ето, тоа е онаа што сакав ретроспективно да го кажам, и може би тоа ќе ни дадеше за тоа да кажаме народот кажа дека не иќе, што пришли. Не иќе за промена на име и Преспански договор, но сака за членство во НАТО и во Европска унија. И сега што правиме?
понатаму е многу поважното прашање отколку тоа што било. Како така оставихме страх и со бойкотирање оставихме страх дека нешто не сме сакале да одговориме, но ставно сме го сметале што за будалактина. Тоа е нашето објаснување за тоа зошто имаше бойкот. Кога ќе би го прашале Заев и овие од СДС, они ќе ви кажат, па народот не беше заинтересиран, не сака он да одлучи, сака ние да одлучиме. Всушност на таа политичка флоскула се вадеа, така беше, на таа политичка флоскула се вадеа. Сега што треба понатаму да направи? Мислам дека треба да доволно јасно на граѓаните треба да им се објасни во каква состојност како држава. Не само емотивно да кажеме да, променето ни името, уништена ни е нацијата, удрени се, загрозени се темелите на автономската држава македонска. Сето тоа стои, сето тоа е факт. Наскоро ќе излезе еден меѓународен труд кој ќе минатата година во февруари односно оваа година во февруари го презентирав во Словачка, токму каде што се повикувам на темелите на АСНОМ и што се е урнато на тој начин. Но, како што реков на почетокот, во меѓународните односи не постои меѓународно право, туку постои право на сила. Тоа е што е, да видиме што ние од оваа состојба сега можеме да извлечеме како полза за македонската држава и како да се спремаме понатаму да ја вратиме состојбата назад. Бидејќи сите овде што седиме барем во овој круг сме повозрастни. Амбасадоров добро се сеќава на почетоците на македонската држава и амбасадите и така. Очигледно е дека 30 години назад оваа работа се подготвуваше. Со уривање на системот на државата. Откако го урнаа системот на државата, направија тоа што го гледаме на дело. Затоа основното прашање од кое треба и се надевам Тони ќе имаме прилика да организираме малце поширок научен собир на таа тема и днината на Македонија по глупостите на Заев и уништувањето на субститутот на македонската нација и државност, бидејќи ние имаме редефинирана држава која како македонски народ најбројни не сме носители. Сега продолжува инженерингот со пописот кај што пак ќе бидеме доведени во состојба ни таму, ако го бойкотираме пописот ќе бидеме обвинети. Не сме ние во таа игра да можеме од 3 држави да се вртиме во круг или 4 за да не има сегде многу. Толку сме колку сме. Ако одиме на попис, знаеме дека пак инженерингот ќе игра да бидат 30% за да бројот на македонци домицилни се намали, бидејќи како најбројен народ во Македонија, ние сме носители на македонската нација. Ние сме носители на државност. Сега што да направиме? Точно, амбасадоре сега веќе не сме, сега сме обезличени. Сега кој е носител? Граѓаните, добро. Ако правиме граѓанска држава, ајде, ако не дефинираме, да видиме тогаш во граѓанската држава како система да го поставиме, да се сопре ерозијата на македонецот, како народ. Бидејќи треба, во тој случај би требало да одиме на поентата на редефинирање на нацијата. Како ќе редефинираме македонската нација? Дали припадник на македонската нација е само човек кој е македонец по род, односно припаѓа на македонскиот народ? Или ќе бидеме нација по принципот на Швајцарија, или ќе бидеме нација по принципот на Америка? Тоа е веќе тоа е филозофско прашање кое паѓа во политичката филозофија. Тоа е политичка нација, дека. Така, и дали ќе правиме политика завршена во 2001 година. После тоа мислам дека не е можно да се дали ќе се обидеме да правиме политичка нација, каде што секој ќе ја задржи етничката структура своја, или ќе останеме да се бориме за етничка нација која се наоѓа под силен удар да буквално да биде доведена во состојба на исчезнување на природен или неприроден начин. И еве тука ќе завршам со една молба Тони да се обидеме да направиме еден можеби собир научен на кој ќе настапиме дури можеби со трудови, зашто да не се обидеме ако има можност некој да го финансира, се тоа се околу финансирање со зборник, но
иднината на Македонија по ова трагедија што ни се случи, затоа што ние мора да имаме иднина некоја, нека да одиме, а не може да одиме како гуски во магло, имаме на крајните деца идни генерации, што на тие генерации ќе да оставиме, ние, сите ние, без разлика што ја знаеме персонификацијата на личноста која доведе до ова и политиката, но сите ние поединечно имаме генерацијска одговорност, и кога зборам не зборам само за мојата генерација, 71 годишна која се родени, сите кои во овој момент живееме во Македонија сме полнолетни, имаме генерацијска одговорност кон нашите идни генерации. И се извинувам малку што пред. Не, нема проблем. Не беше задоволство се разбира и на мене лично, поставувам и на сите останати. Благодарам. Сега јас само накратко ќе ја искористам тоа привилегирана само да се надополнам следното. Не сакам да бидам разбран дека Собирот е во приказка анти-НАТО, анти-ЕУ приказка. Јас лично, сега си го кажа свој став. Да, сум за членство во НАТО и во ЕУ, етническа политичка опција имам и така. Не, добро, се разбира. А не се согласувам нормално со промена на името и со Преспанскиот договор, но свативме. Како да го смениме, тоа е веќе нешто друго што треба сериозно да се размисли, а да не се предизвика дополнителни територијални проблеми на државата. Секој си го кажува својот став како индивидуа и при тоа ова што го кажавте, го кажа Оливер, како ќе се обидам да го прокоментирам користејќи ја својата привилегирана на некој начин позиција сега со едноставно големо несогласување во однос на еден дел од неговиот одговор. Значи, се разбира, јас се согласувам апсолутно со ставот и на Оливер и на многу други, кои што велат дека не можеме да се бориме против најголемите светски сили. Ние се разбира дека не можеме во смисла дури и политичко спротивставување еве до каде не доведе. Значи дури да. Сега дури и малите деца во Македонија знаат кои беа главните логистичари, која беше главната политичка, економска, дипломатска и секаква друга поддршка на проектот наречен Преспански договор. Тоа се центри на моќ, да не кажам ЕУ и НАТО директно, ќе кажам центри на моќ од ЕУ и од НАТО, односно САД. Кој не сака да го признае тоа, мислам дека или глуми, или е премногу недоведен. Ние тоа не сме. Факт е дека делови, структури, центри од ЕУ и од НАТО директно застанаа зад проектот бришење на македонскиот народ, бришење на националниот, државен и историски идентитет на секој од нас. Тоа е факт. Ова што го кажува Оливер е вистина. Ние требаше, но не и нашите. Значи македонскиот народ си има своји автентични национални и државни интереси. Другите држави и народи си имаат своји интереси. Меѓутоа, да не го препознаеш, да не го признаеш толку ноторниот факт, очигледниот факт, дека ЕУ и САД, барем големи центри, доминантни центри во тие структури, беа со силна логистичка, во секоја смисла на зборот поддршка на Преспанскиот договор, како и на договорот за Бугарија, како и на тиранската платформа, тоа е факт, кој што мислам дека мора постојано да се искажува јавно и гласно, затоа што со премолчување и со несоочување со вистината не може да се изгради никаква концепција, камоли голема стратегија, како што вели Оливер, за излез од овој амбис во кој што се наоѓаме како народ, токму заради во голема мерка Преспанскиот договор, кој што во голема мерка беше донесен токму од нашите, условно кажано, во наводници, стратешки партнери ЕУ и САД. Сега, дека јас мислам, големата борба, македонската дипломатија и македонските политичари ја изгубија до 2001 ми се чини, меѓутоа еве допред година дена две. Затоа што македонските политичари требаше да ги хармонизираат и колку што е можно повеќе да ги артикулираат, да ги наметнат нашите македонски интереси во ЕУ и во САД. За тие да ги штитат нашите интереси, а не да одат наспроти нашите интереси со подпишување на договорот од Невици. Значи не успеа нашите политичари да им докажат, покажат, да ги убедат ЕУ и НАТО дека ние заслужуваме македонска држава, македонски народ, македонски устав, македонска полиција, македонска академија на науки, свој идентитет, своја држава и така натаму. Тоа е големиот пораз на сите политичари од 1991, ето не претходно, до минатата година, конечно до денес. И тоа е факт. И кога веќе ние не успеавме, како што тоа стана Албанија, повеќе столетен
вековен партнер на американската политика, тоа јавно го кажа Хилари Клинтон сред Ирана. Ако тие им се историски сојузници на Балканот, ние не успеавме тоа да бидеме, конечно не можеме ние да останеме да се соочиме со тој факт дека ние сме мали, слаби, разединети и така натаму. Тоа го знаеме да и дури и како белег на колективниот менталитет на македонскиот народ. Меѓутоа во таа ситуација кога гледате дека некој упорно 30 години преку рамковниот, преку територијалната поделба, преку пршинските договори, преку договорот со Бугарија, преку тиранската платформа и врв договорот од Преспа, ви ги уништува автентичните и најдлабоки македонски, собствени македонски наши национални интереси, тогаш како можете вие да речете слаби сме, не смееме, мораме пак да ги слушаме и на тоа. Слушајќи ги 30 години, еве до кој деречен не донесо бугарски, тиранска платформа, промена на името и на идентитетот. И во таа смисла апсолутно не се согласувам со овој концепт на Оливер. И само што ова, да, ќе разговараме само што ова да го кажам, но во еден дел од ова што Оливер го кажа, апсолутно се согласувам јас. Значи, кога веќе политичката опозиција во Република Македонија не успеа да ги спречи тие процеси кои што резултираа со распишување на референдум, со збунувачко прашање кое што требаше да се развои, така ги знаеме тие работи. Тогаш јас мислев дека требаше да се влезе во кампања да се гласа против. Во силна кампања, сдружена опозиција во Република Македонија, доколку ги искористеше сите своји ресурси, апсолутно мислам дека ќе успееше на референдумот да има поголем број на личиња кои што ќе има не отколку за. И тоа беше една од големите политички грешки на опозицијата во Република Македонија, особено на најголемата ВМРО-ДПМН. Но бидејќи јас повеќе нема да зборувам ова да не бидам досаден, како да кажем, и да не на некој начин не злоупотребам позицијата на модератор, ќе го кажам само уште, освен ова што го кажам како рефлексија на некои ставови на колегата Оливер, ќе го кажам само и следното, и мислам дека е тоа многу битно, а ретко гледам дека некој го спомнува. Значи, улогата на најголемата политичка партија во опозицијата на Република Македонија во однос на Преспанскиот договор и на другите договори, нели, но меѓутоа сега конкретно зборуваме за Преспанскиот договор, е историски срам за таа партија. Особено историски срам за светите букви ВМРО. Факт е дека ВМРО-ДПМН, и тоа не може, тоа сите го знаете, предпоставувам. ВМРО-ДПМН не повика на бојкот, не повика, туку јасно и гласно, и покрај сите повици на нивното членство, веројатно, и на народот македонски, да повика на бојкот или да повика на гласање против, тие не го сторија тоа, туку тие рекоа секој сам да одлучи. Што е многу перфидно, подло, како да ја кажам, многу демотивирачки, многу дури и расипано во политичка смисла да го кажеш тоа, секој сам да одлучи, кога човекот се соочува со историски избор дали да го биде него како македонец утре или да не го биде. Мислам дека тој историски срам на ВМРО-ДПМН ќе остане врежан во колективната меморија на македонскиот народ стотици години од сега. И во таа смисла не може никој да ме убеди дека тоа не беше направено под или притисок, или можеби како нивна стратегија и така натаму, кој знае од кој причини, нас тоа не ни интересира, меѓутоа факт е дека тие не работеа активно на бојкот, штабовите им беа затворени, тие немаа кампања за бојкот или кампања за против, нели ако така се одлуча. Тие немаа никаква кампања, туку имаа само еден голем молк, кој што и покрај тој голем молк кој што ги остави македонските луѓе во една голема политичка празнина, сепак благодарејќи на некои помали политички партии, условно кажано помали во тоа време, и благодарејќи на самосвеста на секој македонец, политичката самосвест на секој македонец, кој што континуирано се зголемува и расте, и тоа е можеби единственото нешто добро што излезе од сета оваа трагедија која што се нарекува Преспански договор, ќе представува основа за понатамошно креативно и разумно, се разбира, рационално соочување со сите предизвици, а тие се бројни, затоа што она што пише во Преспанскиот договор ќе почне да се радикализира во смисла на исполнување од страна на грчката политика, а таму, како што вие добро знаете, има толку многу членови и можности
за креативни барања во Република Македонија, што за тоа вие сите тоа да го исполните треба да се самоништите во секоја смисла. Од истакнување на сонцето на кутлеш на тераси, кој што се јавен простор, и во дворови, кој што се исто така јавен простор, па се до промена на историските факти дека Александар Македонски е македонец, а не е грек. И многу други работи. Ви благодарам на вниманието. Сега збор му давам на Јас само ако повели, кратко да се разбирам. простете бидејќи реков